Ние многу добро знаеме во какви услови живеевме посебно од 2008 година наваму, да не се навраќаме на сето тоа, да не земаме ефтини политички поени, значи што ќе биде за понатаму. Идејата која што јас ја споделувам и има се поголема поддршка е дека ние ќе направиме нова стратегија за развој на културата и нов акцијски план за таа стратегија. И во оваа ситуација сме на некој начин во континуитет. Значи, стратешкиот план на Министерството за култура завршува 2017, така што од 1 јануари 2018 тргнуваме натаму. Во првите 3 месеци ќе направиме ревизија, евалуација на таа културна политика, каква била, колку е успешна, што реализирала, што не. И во во последниот квартал од годината, последните 3 месеци, ќе направиме серија дебати кои што ќе треба да доведат до создавање на новиот стратешки акцијски план за реализација на Министерството за култура. Прво, ви честитам за организацијата на оваа трибина. Уште во најавата се гледа дека тука умни луѓе помагале да се формулира и да се направи добро, така што веќе самиот воведен материјал на добро, значи веќе самиот воведен материјал беше доста учено, би го кажал, направен и во таа смисла, значи во таа смисла сега ви кажувам работи што се можеби малце бирократски, меѓутоа такви се. И таква е всушност и работата која што ни предстои, така што покрај тоа што ние сме фантастична заедница со прекрасни интелекти, некои работи мора да се направат колку и да ни се вакво досадни и колку со отпор ги правиме. Мене ми се чини дека она што треба да се направи од страна на рок-н-рол заедницата е да се искористат овие 3 месеци сега до октомври, и тоа е убав период кога сите можеме да бидеме по концерти, па меѓу другото и да се собираме по различни поводи. Значи, очекувам дека рок-н-рол заедницата ќе се самоорганизира и преку серија вакви и секакви други форми ќе ги состави и ќе се усогласи околу своите барања. Она што би било погубно, а веќе ми се случува уште пред уште кога ме номинираа, значи сите средства на комуникација ми се блокирани од илјадници предлози, барања, нудења, анализи и така натаму. Значи со таков хаос на индивидуални барања нема никаде да стигнеме, едноставно ни предстои самоорганизација. Искуство со самоорганизација има, независната културна сцена, например, така се организираше и може да и се обратиме неизе за помош, за совети, за некој вид на водство како тоа да го направиме. Значи, видете вие кое е својството низ кој што рок-н-рол заедницата ќе се самоорганизира, за да стигне, значи најубаво е самата заедница да стигне до неколку стратешки приоритети. Според мене, рок-н-рол културата, гледам и тука дека вакви поимски концепти и предлози се појавија, е дел од урбаната култура. Нас урбаната култура ни е многу битна и, како што знаеме од 90-тите години навака, се што ни се случува затоа што некоја друга култура, а не урбаната, нели владее со регионот, еве и мислам, за жал и со Македонија. Во таа смисла, урбаната култура е дел од, јас би ја нарекол, креативната и културната индустрија. Значи, во развиениот свет, рок-н-рол културата е дел од индустријата за забава и таа се организирана на други принципи. Бидејќи Македонија е мал пазар, бидејќи урбаната култура беше запоставена, бидејќи урбаната култура има толку позитивни елементи во себе, слободарски и демократски, значи заслужува да биде поддржана од државата. Во таа смисла, токму како дел од креативните и културните индустрии, рок-н-рол културата влегува во центарот на сите идни политики. Ние ќе се бавиме со ова што беше досега,
никогаш да не ни се повтори таков фашизам и таков клиентелизам. Не смееме да го ставиме под черга, затоа што може да ни се врати. Фрагилни сме политички, значи ова мнозинство и понатаму ќе мора да прави илјадници компромиси за полека и полека да се ојачува. Најмалку што може да направите е да имате разбирање и на некој начин подршка кон тоа. Меѓутоа, еднаш штом ќе се ослободиме малку од тоа што беше досега, сите стратешки и далечни, долгорочни и визионерски определби се во таа насока. И како дел од таа креативна заедница, се повеќе и европските политики, меѓутоа и глобалните политики овозможуваат подршка во смисла државата дава, меѓутоа да се искористат и најдобрите капацитети кои што се нудат и преку самостојното генерирање приход, и преку спонзорствата, и преку фондовите, за да може да се оди напред. Во таа смисла, не знам, се уште не знаеме колку пари се обезбедени. И токму затоа е битно да заедницата се договори за своите приоритети. Нема да може да се финансира се и нема да може да се подржи се. Меѓутоа, моето искуство во културната политика е, се дури имате добри намери, ако воспоставите механизам во неколку години со добра стратегија и со добра селекција, сите ќе дојдат на ред. Така што да не правиме премногу притисок на почеток, трпение мора да имаме. Меѓутоа, ако не ни е идејата само едни исти да ги земаат парите, ако не ни е идејата парите постојано да ги крадеме, тогаш навистина верувам дека за неколку години и сите музичари ќе имаат подршка и ќе ги реализираат своите активности. Затоа што парите се малку и претпоставни понатаму ќе бидат малку, очигледно е дека критериумите на селекција мора да бидат високи, во таа смисла дека остануваме и понатаму дека ќе мора да се аплицира за подршка. Меѓутоа ќе направиме, тоа е она што ние може да го направиме, ќе избереме стручни комисии, во таа смисла може да бидеме и во комуникација со вас ако вие сте доволно самоорганизирани да се наметнете како сериозен партнер и се разбира дека тие одлуки ќе бидат транспарентни, отчетни и образложени. Многу добро ќе се знае зошто една комисија одлучила вака или така, па понатаму низ дебатата да видиме што и како ќе биде. Секако дека односот кон меморијата и односот кон и признанието на вредностите мора да има и тоа треба да биде, ми се чини, во функција на развој на рок-н-рол сцената. Затоа да не очекуваме премногу признание и да не очекуваме дека треба сега премногу да се претвориме во една музејска култура. Церемонијалната и музејската култура, видовме до каков апсурд ја донесе актуелната културна политика. Јас би сакал, и тоа се принципите кои што веќе ги кажуваме, е да обезбедиме учество, да обезбедиме развојна публика, да обезбедиме културна демократија, значи што повеќе луѓе во Македонија да се вклучат во културата, па со тоа и во урбаната култура. Ми се чини дека во таа смисла идат убави моменти.